Почитувани како советници, а посебно јас како председател на Советот на општина Карпаш, чувствуваме обврска да ги информираме карпошани и целата македонска јавност дека ги отфрламе причините за одземање на салата, како и обвинувањето од страна на министерот за спорт кон општина Карпаш како невистините и неосновани. Особено ги отфрламе обидите целата ситуација се сведе на пиар препукување помеѓу членови на влада и градоначалник. Уште од самото примопредавање на спортската сала Наум Наумовски Борче, ние советниците на Советот на општина Карпаш бевме континуирано информирани од страна на општинската администрација и градоначалникот за состојбата во која е предадена салата од Агенција за спорт и за недостатоците на салата. Запознаени сме од самиот старт за ветувањата на раководството на тогашната агенција дека објектот ќе се заврши во целост, недостатоците ќе бидат отстранети и ќе се набави соодветна опрема. На седница на Советот на општина Карпаш на 27 септември 2024 година градоначалникот детално не информира за состојбата во салата и за обидите да стапи во контакт со министерот за спорт Борко Ристовски. При тоа сакам да напоменам дека ние како Совет имаме целосно разбирање дека можно Министерството да нема предвидено или да нема доволно средства за довршување на овој објект. И затоа обидите за средба со министерот за спорт беа во насока се види што може Министерството да направи, а што ќе превземе локалната самоуправа. Како Совет сметаме дека најефикасен начин за остварување на интересите на граѓаните е соработка помеѓу локалната и централната власт. Впрочем, тој е вистинскиот пат за решавање на проблеми меѓу две одговорни институции задолжени народот да ја водат државата и локалната самоуправа. Токму поради молкот од Министерството за спорт, за да ја ставиме во функција салата, Советот на општина Карпаш одобри средства за набавка на дел од опремата, го задолжи секторот за комунално уредување хортикултурно да го уреди дворот, да постави хидранска мрежа, одделението за енергетска ефикасност да постави осветлување во салата. Целосно сме изненадени од одлуката на владата да одземе салата со образложение дека наводно ние истата не сме ставиле во функција. Со должна почит кон министерот, работејќи под погрешни информации, има доведено во заблуда владата, пошто е донесена погрешна одлука. Имено јавно се достапни видео снимки во кои се гледа дека објектот спортска сала на Наумовски Борче е ставена во употреба. Во истиот наводно нефункционален објект се одигруваат училишните спортски игри во одбојка и во кошарка. Јавно се достапни видеозаписи каде во април градоначалникот ги доделува пехарите и во име на Советот ги прогласува најдобрите учесници со заслужен одмор во Грција. Меѓувреме стрелиштето за воздушен пиштол и пушка е даден на користење без надомест на Стрелачката федерација и истата инвестира над 150.000 евра и во континуитет обавува тренинзи во оваа сала. Со Меѓународен олимписки комитет е договорено токму во оваа сала во јули да се одвиваат надпреварите во одбојка и пинг-понг на младинските олимписки игри, а целосна логистика на овој настан даваат одделението за спорт и секторот за поддршка на градоначалникот. Во исто време тече конкурсот за сите заинтересирани правни физички лица кои сакаат да го користат овој објект за рекреација и спорт. Важно е да се напомене дека на оваа одлука на владата на Република Македонија да се одземе спортската сала енергично се спротивставуваат советничките групи на СДСМ, на Левица, на Независните и на ГРОМ. Сите освен советничката група на ВМРО ДПМН, која лично чувствувам дека беа затекнати од неочекуваната одлука. Практично сите сме обединети во одбрана на салата на Наумовски Борче и очекуваме председателот на владата господинот Мицковски и министрите да ја преспитаат одлуката. Доколку не, Советот на општина Карпаш ги задолжи службите и градоначалникот да ги искористат сите правни можности што ни стојат на располагање да оваа одлука ја поништиме. За крај уште еднаш упатувам повик до владата на Република Македонија и нејзиниот председател. Господине Мицковски, секоја чест на владата. Разбирам дека од различни причини сте замерени со градоначалникот, но ние Советот на општината очекуваме разум и преиспитување на оваа одлука. Ви се ставам на располагање во име на Советот за мирно изнаоѓање на заедничко решение кој ќе биде во интерес на граѓаните на општина Карпаш. Бидете убедени дека Советот и општината Карпаш без разлика на кој ќе биде во иднина на нејзино чело, како за училиштата и градинките ќе се грижи и ќе го унапредува и овој објект.
кои ќе го ставиме во располагање на граѓаните на општина Карпаш и нам е посебно често го имаме заради неговите архитектонски вредности, функционалност, а посебно што го носи името на народниот херој Наум Наумовски Борче. Ве молам да не дозволиме вие и ние на ваков начин да му се одолжуваме на нашиот херој. Би сакала да кажам дека како најблизок жител до оваа сала знам што значи салата Партизан за жителите, посебно населбите што гравитираат околу неа, колку генерации се израснати и спортувале во оваа сала, така да оваа одлука мислам дека не е само одлука против општината Карпаш, туку и против граѓаните на цел Карпаш. Уште како активист 2017 година беа одржани тука протести и собирани петиции токму како притисок да се почне нешто за оваа сала да се оправи и за да може да биде ставена во функција на граѓаните на Карпаш. Токму поради тие протести салата почна да се реновира, се направи, исто како што кажа председателот на Совет, бевме целосно информирани околу незиното доопременување и сметам дека како Совет и идниот Совет, еве нашиот мандат завршува, мора да имаат граѓаните контрола на работата на салата Партизан. Само преку Советот и избраниците на граѓаните, нивните избраници во Советот, ние ќе имаме некоја контрола што се одвива во салата и како таа ќе се менаџира. Доколку отиде на влада и понатака се стопанисува, како што имало случаи во минатото, се плашам дека може да дојдеме во ситуација повторно да изгубиме оваа сала. Така да упатувам еве ја и апел, меѓутоа нема да останеме на апел доколку одлукава не се смени. Летни одмори се, меѓутоа идат и избори. Од септември ние како граѓани, сега зборам баш како граѓанин и жител на Карпаш 4, ќе преземеме све што можеме за да алармираме во однос на оваа настаната ситуација.